Дислексијата е всушност состојба при која што мозокот различно ги процесира пишаниот или говорниот јазик. Наедноставно кажано е состојба која што предизвикува потешкоти во читањето, во разбирањето на тоа што ќе се прочита, но и потешкоти во математиката, понекогаш и во пишувањето или генерално во учењето. Јас сум Дамјан Николовски, претседател на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн од некаде 2016 година, воедно дипломиран маркетинг менаџер по меѓународен маркетинг. Генерално, наставниците успеваат да препознаат состојбата, но истите не се доволно обучени за да може да работат со учениците со дислексија. Имаме некоја неофицијална статистика која што е направена во рамки на нашето здружение, односно истражување на околу 2700 средношколци, од кои што 12,2% покажуваат знаци на дислексија. Во однос на светските практики исто така е важно да се нагласи дека има истражување кои што докажуваат дека програмите кои што се прилагодени за учениците со дислексија даваат многу повисоки резултати кај сите останати ученици. И најважното е дека за учениците со дислексија не треба посебно прилагодување на програмите или да се направи некои посебни модификации, односно истата програма само да се прилагоди, односно да имаме повеќе аудио учебници, да имаме тестови кои што ќе бидат со поголем фонд, поразбирлив фонд и поголем проред. На младите луѓе јас би кажал дека истите не треба да се срамат од дислексијата. Да, дислексијата е потешкотија, меѓутоа воедно представува и многу голема дарба. Во однос на институциите би препорачал дека истите дека дојде на конечно времето да ги превземат работите во свој раце, односно да се заангажираат за оваа состојба и за 12% од граѓаните кои што се соочуваат со истата.